почитувани, благодарам. Почитувани колеги, представници на владата, почитувана колешка Туфекџич. Би сакал една работа да кажам во врска со 30 септември, во врска со референдумот. Пред тоа, значи, не можев да се јавам за збор, затоа што буквално доаѓам од аеродром пред 2 часа, па дојдов директно, па дел од репликата ќе биде и кон она што се насочени како наши обраќања кон владата. Колешка Туфекџич, на 30 септември, убеден сум, сигурен сум и знам, дека многу од луѓето кои што излегоа на референдумот да гласаат, не излегоа со лесно срце, излегоа со тешко срце, затоа што многу работи во договорот не им се допаѓаат. Но исто така знам, убеден сум и сигурен сум дека многу луѓе кои што не излегоа да гласаат на референдумот се и за ЕУ, и за НАТО, и кои што сакаат и биднина, и иднина за она што заеднички го сакаме и го нарекуваме Македонија. Тоа е прва работа. Втора работа, да бидеме искрени и апсолутно докажлива манипулација и невистина, благо речено, да се вели дека ако нам не успеат евроатлантските интеграции, ќе го сопреме иселувањето од Македонија. Да бидеме искрени. Децата ќе ни останат, децата ќе ни се вратат ако се случат евроатлантските интеграции. Ако се случат евроатлантските интеграции, апсолутно тоа ќе помогне на безбедноста на Македонија, на економијата, на инвестициите и се остано. Но, господјо Туфекџич, погледнете Бугарија. 91 година 9 милиони жители, сега 6,9 милиони, 2,1 милиони жители изгубени. Романија 23 милиони на 19 милиони. Латвија од 2,4 милиони на 1,9 милиони. Литванија од 3,7 милиони на 2,9 милиони. И така натаму, и така натаму. Можам една по една да ви ги набројам сите овие земји. Значи, апсолутно благо речено невистина е дека евроатлантските интеграции ќе значи останување на младите генерации во Македонија. Тоа заеднички го посакуваме. Но ако говорите афирмативно за договорот, не го користете тој аргумент затоа што апсолутно соди кон емоциите на луѓето, гласајте за ова за децата да ви останат дома. Не, тоа ќе се направи преку економски раст кој што го немаме. Тоа ќе се направи преку безбедност која што ја немаме. Има и цела низа на работи кои што сакам да ги кажам, за молам дозволете 10 на секунди само да довршам мислата, тоа ќе го направам во некои од следните реплики. Катастрофа, брука и срамота за Македонија што на 30 септември имавме избирачки места со одзив од 96%. Имавме жестоко, брутално, бесрамно полнење на кутии во десетици и десетици избирачки места. Имате една минута, повелете, одговорете ми. Што мислите за полнењето на кутии? Што мислите за 96% одзив во одредени избирачки места, каде што 90% од тие што гласале за пола саат? Благодарам.